Ве поздравуваме на втората локација од општина Бутел, поточно од овој нов спортско-рекреативен центар, кој што доби официјална промоција или официјално отворање само пред неколку денови и токму овој нов спортско-рекреативен центар го носи насловот "Го сакам Бутел". За сите досегашни проекти, односно сите проекти кои што беа промовирани во текот на изминатата недела во овој период, но и она за кое што ќе следува во следниот период. Ова утро деталите ги дознаваме од првиот човек на општината, господинот Дарко Костовски. Ќе ви посакам, Дарко, добро и убаво утро. Добро утро, добро дојдовте. Дарко, ова е едно ново место на кое што се наоѓаме ова утро, ново место за жителите на општината Бутел, од една ливада која што беше навистина запуштена или паркинг место за жителите. Сега направивте еден нов спортско-рекреативен центар. Што се нуди овој центар? Спортско-рекреативен центар кој што на стартот би рекол дека е препон секоја вечер и навистина секој ден и навистина ми е многу драго заради тоа, што значи дека е полн погодок. Пред изборите ветивме неколку спортско-рекреативни центри, но веднаш од како што стапив на функцијата градоначалник, сватив дека секое населено место треба да добие спортско-рекреативен центар и некако се приближуваме при крајот да скоро секое населено место добие еден ваков убав спортско-рекреативен центар кој што нуди повеќе содржини, има парковска содржина за рекреација, има детско игралиште, модерно детско игралиште, игралиште за баскет, игралиште за фудбал. Дури и некои населени места, поголемите населени места добиваат по 2 спортско-рекреативни центри, како што е практично ова тука во Бутел 1. Веќе еден изградивме во минатото, ова е втор. За многу кратко почнуваме со изградба за неколку денови би рекол, со изградба на спортско-рекреативниот центар Бранители во Љуботенски пат. И исто така до крајот на годината ќе биде изграден спортско-рекреативниот центар Ударници, кој што ќе се наоѓа во потегот на Бутел 1, но во вториот дел на потегот на Бутел 1, кај општинската зграда. И со тоа, во оваа година веќе скоро 90% од населените места добиваат по еден спортско-рекреативен центар, ќе ни остане уште сосема малку за да секое населено место добие по еден ваков центар за да можат граѓаните да рекреираат, а најмладите да спортуваат. Да, овој проект беше дел, односно беше запишан во предизборната кампања на локалните избори. Еден од тие проекти кој што исто така беше дел од предизборната кампања и плоштадот кој што го доби Бутел, односно за прв пат жителите на оваа општина добија плоштад кој што исто така свое официјално отворање доби минатата недела. Така е, за прв пат општина Бутел доби место каде што доби плоштад, каде што можат да се организираат одреден вид на манифестации на отворено, на моје големо задоволство и на задоволство на граѓаните. Ветивме плоштад пред изборите, го реализиравме, но сакам да речам дека ќе има уште еден, многу поголем плоштад од овој изградено, здравје Боже, веднаш до црквата Свети Јован. Се надевам дека документацијата во забрзано темпо ќе се средува во овој потек за Бутел да добие 2 плоштади, еден поголем и еден помал, и со тоа мислам дека целосно ќе ја промениме сликата на општина Бутел по однос на вакви инфраструктурни проекти како плоштади и слично. Места каде што ќе може народот да се собира, бидејќи навистина жалосно е во ова модерно време за една општина нема такво место. Едно веќе изградивме и за многу скоро се надевам дека некаде на пролет би почнале да градиме уште едно, но со Господ напред. Да, за еден час од сега од прилика почнува и изградбата на речното корито и тримпатеката на реката Серава. Што предвидува овој проект? Да, сега би рекол на моје лично навистина големо задоволство. Денеска за можеби час и половина од сега имаме една манифестација со која што ќе одбележиме почетокот на еден од носечките проекти во мојата предизборна програма, но и би рекол една потреба за граѓаните на општина Бутел која што навистина е веќе со децении трае и многу луѓе ветиле дека тоа ќе се изгради, но не било до сега пример. Почнува со градба ново корито во населеното место Радишани во должина од 1,4 метри. Навистина на убаво корито, многу убаво изгледа, изградено со камен. Веднаш потоа како што ќе заврши градбата на коритото во овој потек ќе изградиме и тримпатека, а дури во план и паралелно да почнеме на како ќе дозволуваат условите на терен
за конечно општина Бутел да добие едно вистинско место за рекреирање, за да не морат нашите жители да ја напуштаат општината кога ќе сакаат да изрекреираат, да пропешачат долго и така натаму. Ова ќе имаат можност да го направат во Радишани, па сигурен сум дека и луѓе од други општини ќе дојдат да го посетат ова место кое што навистина ќе изгледа одлично. Со тоа сакам да речам дека нема само во овој дел да застанеме со градба на Корито и на Трим патека, туку ќе продолжиме како што ќе го реализираме овој проект во сите населени места каде што тече реката Серава, да направиме корито каде што е потребно, бидејќи некаде има одреден тип на корито изградено, но во тој дел секако Трим патека, али како и да е ќе го уредуваме цел тек на реката Серава. И само да споменам, овој проект во Радишани кој што започнува сега за еден час од сега, ќе чини близу околу 1 милион евра. Навистина е таа сериозна инвестиција која што и така на домакински начин општина Бутел успеа да изведе, и затоа сум благодарен на мојот тим за овој голем успех кој што денеска ќе му се види вака почетокот. Да, значи нема да бидат само овие километри и половина кои што почнуваат од изградбата им почнува од денеска, сепак ќе имаат и останатите жители кои што живеат еве во општината Бутел, односно во населбата Бутел, ќе добијат и тие нели Трим патека, да не се секираат. Она што е во фаза на изградба е детската градинка, која што ја започнавте неодамна, нова детска градинка, до каде е изградбата и кога планира да се финализира овој проект? Детската градинка е навистина во завршна фаза. Јас очекувам некаде на пролет да започне со работа или па следната учебна година, како кажуваат правилата, не сум баш сигурен по однос на тоа, но како и да е во завршна фаза и очекувам до пролет следнава година да биде завршена целосно. Исто така би споменал дека за многу кусо од сега, некаде на 1 октомври би требало да започне и наставата и во новото училиште, изграденото ново училиште во населеното место Визбегол. Кога сме веќе кај образованието, би споменал дека вчера или пред некој ден, мислам дека вчера, започна изградба на фасада на основното училиште Пане Отгиновски во Бутел 2, постем 40-50 години, нова фасада. Исто така се надевам дека и до крајот на годинава ќе започне и доградбата на основното училиште Ацо Шопов, која што е навистина потребна за граѓаните во тој дел, особено за учениците. Доколку не започне сега, секако би започнало на пролет, документацијата е целосно спремна. Се надевам дека тука ќе имаме исто така квалитетна соработка со Министерството за образование, за сето тоа да започне многу поскоро. Би споменал дека и во моментов се асфалтира навистина со жестоко темпо и би споменал една бројка дека до крајот на годинава ќе имаме 60 асфалтирани улици, меѓу кои помали, но и навистина поголеми улици и битни сообраќајници, бројка која што навистина слободно можам да речам дека не е видена во 10 години претходно. Ние успеавме за 2 години да го направиме тоа и се надевам дека до крајот на мојот мандат нема да остане ниту една улица неасфалтирана, а многу голем број од оние кои што се оштетени веќе имаат асфалт ќе бидат санкционирани. Да, традиционално на почетокот на оваа учебна година, како и минатата година, доделивте ранчиња нели за првачињата, за сите оние првачиња на територијата на општина Бутел. Она што многумина и од родителите ги интересира е секако онаа најава за носење на униформи на децата кои што се дел од оваа општина. Станува збор нели за училишни униформи, за сепак сите деца да бидат еднакви исти. Втора година поред доделуваме училишен прибор и ранчиња за прводеленчињата и навистина тоа е еден проект кој што ми е особено драг. А оваа година за прв пат ќе поделиме униформи за сите ученици во основните училишта. Униформи со кои што сакаме да постигнеме повеќе цели, но две носечки се да ја намалиме таа социјална разлика помеѓу учениците и втората секако да помогнеме на родителите во ова тешко време. Во фаза е процесот, за многу скоро од сега ќе ги добијат овие униформи кои што навистина убаво изгледаат многу и се навистина квалитетни учениците, за да можат да се чувствуваат покомотно и они како што реков, но и нивните родители. Мироначалник, ви благодарам за одвоеното време и се надевам дека во иднина ќе имаме нели уште интересни разговори каде што ќе ги имате можност да ги промовирате проектите кои што се најдоа во вашата програма во предизборната кампања. Проектираме, работиме и покрај тоа што сум убеден дека целосно ќе реализираме нашата предизборна програма, реализираме и многу работи кои што не беа ветени претходно. Ви благодарам.